Добро вечер во второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Еве дел од случувањата во регионот. Успешно заврши првата вечер од манифестацијата Пастрамалијада 2015. Течат подготовките за вечерашниот настап на Калиопи и Желко Самарџики. Вчера отворен 13-тиот дневен центар за стари лица, а денес почнува 30-тото издание на Истибањско здравоживо во село Истибања. Македонска каменица го има најубавото речно корито, а Кочанска река во Кочани пак е благодет за многу оризопроизводители. Домашните компании имаат можност до крајот на годинава да искористат средства во износ од 30 милиони евра преку поволната кредитна линија од Македонска банка за поддршка на развојот со субвенционирана камата, која што не е поголема од 5,5%, најави премиерот Никола Груевски. До крајот на годината треба да се инвестираат уште 30 милиони евра, така што тоа е одлична шанса за компаниите, за домашните компании. Ова е пред се овие мерки, овие кредитни линии, овие поволности, овие субвенционирани камати од страна на државата се наменети за домашните фирми и за домашната економија со цел директна помош на домашната економија и на домашните фирми. Често пати не критикува дека повеќе сме обрнувале внимание на странските, помалку на домашните. Не е точно, тоа можеме аргументирано да го докажеме дека многу повеќе помагаме на домашните. Дали е тоа преку субвенционирани кредити, дали е тоа преку други мерки што ги правиме. И конечно сите мерки што се прават и што се од бенефит за странските се и за домашните. Овие 350 милиони евра се искористија од домашните фирми. Субвенционираните камати ги плати буџетот, државата. Тие отворија досега околу 6200 работни места. Значи, само од овие средства се отворени 6200 работни места. Така што станува збор за директна значајна помош за домашниот сектор преку државата, односно во случајот преку Македонската банка за развој. 130 пензионери од село Истибања, Виничка, од вчера имаат комплетно уреден простор за секојдневно дружење, релаксација и забава. Министерството за труд и социјала во соработка со општина Виница го отвори 13-тиот дневен центар за стари лица. Наместо бетонските плочи покрај сред село, 130 пензионери од село Истибања конечно начекаа квалитетно уредено и пријатно место за секојдневно дружење и релаксација. Новоуредените простори во поранешниот пензионерски дом сега се комплетно адаптирани со сите атрибути за потребите на оваа категорија на граѓани. Заменик министерот за труд и социјала Ибрахими и градоначалникот Дончев вчера го официјализираа стартот на дневниот центар за стари лица, уште еден ветен и реализиран проект на локалната самоуправа и владата на Република Македонија. Само 18 дена во Истибања отворивме еден објект, почна со работа еден објект за најмалите жители на село Истибања, за дечињата, односно отворивме една градинка која што во моментот обслужува некаде околу 25 деца. Се надеваме дека во наредниот период овој број на деца ќе се зголеми уште повеќе. Пред известен период исто така отворивме уште еден значајен објект за село Истибања. Тоа е повеќе наменското игралиште кој го користат дечињата на возраст до 25 до 30 години и повеќе, и со отварањето на овој објект вечерва во кој ќе можат своето слободно време да го поминуваат постарите жители на село Истибања, заокружуваме еден значаен проект. Соработка помеѓу локалната самоуправа и владата на Република Македонија и секако жителите на село Истибања, значи уште еден одличен пример на оваа одлична соработка. За овој проект се вложени околу 20.000 евра за реконструкција и ревитализација на стариот објект и некаде околу 4.500 евра за купување на опрема што е внатре во објектот. Пензионерите со задоволство се вгнездија во новото руво, кое покрај столчиња и маси располага и со комплетно опремена кујна, санитарни јазли, перална, дополнителни канцеларии и соодветни услови за зимско грејење. Отворивме 13 вакви центри низ Република Македонија и ќе продолжиме понатака да им помагаме токму нова категорија на граѓани.
Во изминатиот период направивме многу во делот на пензионерите. Значајни проекти се донесени токму од ова влада, банјско-климатската рекреација, зголемувањето на пензиите кои што од 2006 наомо се зголемија за повеќе од 50%, зголемувањето на минималната пензија, но не значи дека тука запираме, туку напротив ќе продолжиме и со најавувањето и зголемување на пензиите и осогласувања кои што ги правивме во изминатиот период и во наредниот период исто така ќе направиме. Со отворањето на овој дневен центар за стари лица каде што ќе бидат околу 130, значи пензионери. Како што најави директорот на Центарот за социјални работи во Виница Димитар Прокопенко, објектот ќе биде во нивна надлежност, ќе биде отворен секој работен ден со дневен престој и исхрана, ќе се организираат и најразлични културно-забавни и работни активности кои се од интерес на пензионерите. Од првата вечер на Штипската пастрамалијада са доволни како организаторите, така и угостителите, кои на своите штандови во големи количини го продаваат познатиот штипски бренд. Посетителите, освен на вкусниот специјалитет, вечерва очекуваат и добра забава со Калиопи и Желко Самарџик. Со традиционалната трка на келнери започна вториот ден од годинешнава Штипска пастрамалијада. Најбрз беше Иван Миланов, ученик во трета година во средното општинско училиште Колен Ехтенин од Штип, кој се што беше предвидено направи за 12 минути и 5 секунди. Ми беше чест да учествувам на ова надпреварување, ова ми е прва година и освоив прво место. И посакувам среќа на следната година на следните надпреварувачи. Во трката на келнери учествуваа 7 надпреварувачи. Второ место освои Игор Стефановиќ од Евгедија Транс. Истиот надпреварач лани беше прво место. Сега освои второ место. Трето место освои Владко од Хотел Оаза со 14 секунди. Игор Стефановиќ имаше 12,7. Многу мала разликата беше меѓу Иван и Игор Стефановиќ. Од првата вечер на Штипската пастрамалијада задоволни организаторите, но и угостителите кои на своите штандови во голема количина продаваа вкусни пастрамајли. Мислам дека очекувањата се надминати од сите аспекти гледано. Програмата е реализирана 100%, онака како што замисливме. Задоволството на лицата на присутните беше присутно, тоа е и најважното. Штандовите функционираа во најдобар ред, беа полни, публика имаше сосема доволно или просторот целиот беше исполнет со луѓе до полноки повеќе. И сето тоа укажува дека треба да бидеме задоволни. Првата вечер помина прекрасно, имаше доста гости, доста посетеност, пријатна музика, пријатно друштво. Колку пастрамајли продадовте? Не знам точната бројка, мислам негде околу 100. Карикирам, не сум сигурен. Колку очекувате да продадете во наредните 2 дена? Најмоци 500. Задоволни се и штипјани, а за вечерашниве концерти во Штип пристигнуваат посетители од цела Македонија. Бевте ли синоќа? Беме. Како поминавте? Убаво. Многу убаво пее. Бевте ли синоќа на пастрамалија? Да. Како поминавте? Па добро. Јадевте пастрамалија? Да. Концертите задоволни бевте? Да. Од Јордан Митев, да. Супер беше. Открива Паланка сте овде на пастрамалијадата. Како поминувате? Па добро, супер. Да. Пробавте пастрамалија? Уште не сме, али имам ќе одиме. Штип ми се допаѓа. Убав ми е град Штип. Вие пробавте ли пастрамалијата? Не уште. Освен на вкусна пастрамалија, сите посетители се надеваат и на добра забава, која вечерва ќе ја приредат македонската поп дива Калиопи и гостинот од Србија Желко Самарџик. Сите елементи кои што ја чинат или оној мозаик од пастрамалијада 2015 се склопуваат полека и ќе имаме вистинската слика уште вечерва. Мислам со доаѓањето на нашата и балканската звезда Калиопи и секако Желко Самарџич. Втората вечер на Штипската пастрамалијада од 2015 ќе заврши со перформанс на штипскиот диџеј Нино Манчини, а кулминацијата на оваа традиционална манифестација се очекува утре вечер со настапот на балканската звезда Светлана Цеца Ражњатовиќ. Песна за јунаците е насловот на новиот албум на ансамблот Танец, кој вчера беше презентиран пред виничани. Инспирацијата ја пронашле во повеќе македонски јунаци.
Рецитал со песна посветен на македонските јунаци Гоце Делчев, Пито Гули, Даме Груев и Ане Сандански. Новиот албум на ансамблот Танец синоќа го слушнаа и виничани. Одбравме еден многу интересен репертоар со песни за јунаците. Значи тоа се јуначки песни кои што малку нели треба да се потсетиме, иако не е во моментов некој празник, добро е да се потсетуваме на луѓето што биле заслужни нели за денешната наша слобода. Така да сметам дека ова формација и нема дојдено во Виница, затоа направивме таков еден избор. Значи имаме избор на чалгиски инструменти и изворни. Ова е втор настап на Танец во Виница, а целта е изворниот македонски фолклор и нивното богато творештво да станува се подостапно и приемливо и за нас луѓето од натрешноста. Концертот беше организиран во рамките на годинашната летна културна програма на Домот на културата Тошо Арсов. Делчево се подготвува за првиот олтаймер митинг. Идејата за ваков прв автособир во Делчево е на Лоренцо Тројановски. Делчево се подготвува за првиот олтаймер митинг. Идејата за овој прв ваков автособир во Делчево е на ентузијастот Лоренцо Тројановски, кој уште од рана возраст гаи љубов кон олтаймерите. Идејата ми падна мене уште кога пред 5-6 години шетав малце по западноевропските земји, негде по Германија, бев по Франција, по Италија и таму редовно учествував на вакви собирања на стари автомобили и тоа ми беше голема желба тоа да го направиме во нашиот град, пошто сега еве пред 2-3 месеца се одржуваше во 5-6 града. Пред 2 години исто така имаше во Македонска каменица и сега решивме јас и Емил Илиевски тоа да го направиме кај нас во нашиот град. Организаторот ги поканува сите сопственици на автомобили со постар датум да ги извадат од гаражите и да го омасуваат овој несекојдневен настан на кој ќе учествуваат олтаймери ширум Македонија. Пријавувањето може да се врши до самиот ден на одржувањето на манифестацијата на 2.10 што ќе биде. Ги покануваме сите наши сограѓани кои што имаат стари автомобили, кои што ги чуваат дома по гаражите, да ги дотераат малце, да ги зачистат и да учествуваат пред паркингот на Домот на културата Асно. За сега имаме најавено гости од Кавадарци, од Скопје, би требало и од Струмици, од Велес да учествуваат на оваа изложба наша што е за прв пат што се организира. Потврда за учество за сега има од околу 35 сопственици на олтаймери, а очекувањата се околу 50 до 70 стари автомобили да бидат дел од првиот олтаймер митинг во Делчево. Млекото и месото од увоз закана за домашните производители. Ова според домашните производители представува директен удар врз нив, затоа што дампинг цените при увозот тие стануваат неконкурентни на домашниот пазар, но што всушност е спасот за нашите земјоделци. Во последно време се зголемува увозот на разни видови месо и месни производи, како и млеко и млечни преработки. Ова според домашните производители представува директен удар врз нив, затоа што со дампинг цените при увозот тие стануваат неконкурентни на домашниот пазар. Дали навистина се загрозени домашните производители? Каде е спасот од ваквата состојба? Прашање за председателот на Асоциацијата на земјоделци Ефтим Шаклев. Има спас. Зголемена продуктивност, поевтино производство, само е тука спас и затоа треба да внимаваме уствари на производството, колку ни чини производството и колку е цената на производството, да ја формираме продажната цена. Тоа не е од сега, не е новитет, затоа што имаме ние слободна трговија. Не може за некои производи да ставиме царински бариери, а некои што не одговарат нас да има слободен увоз. Познато е дека Србија и ние имаме слободни економски врски, што значи увозот и извозот на производите е слободен. Било кој што сака може слободно да увезе стока од Србија или ние да извеземе без ограничување. Што значи, српските производи ако се ефтини, ќе прават проблеми на овдешниот пазар, затоа што ние мора нашите цени да ги коригираме со нивните. Меѓутоа единствената цел на нас треба да ни биде ефтино производство, а зголемена продуктивност. – Само тоа е спасот за нашите земјоделци, вели Шаклев.
Од воведувањето на високите еколошки стандарди како прва компанија од рударската индустрија која има добиено интегрирана еколошка дозвола, рудниците за олово и цинк САСА продолжуваат со инвестициите во рударството. Досега се вложени 2,5 милиони евра, а според планот потребни се дополнителни инвестиции од 1,9 милиони. Од воведувањето на високите еколошки стандарди како прва компанија од рударската индустрија која има добиено интегрирана дозвола, рудниците за олово и цинк САСА продолжуваат со инвестициите во рударството. Досега се вложени 2,5 милиони евра, а според планот потребни се дополнителни инвестиции од 1,9 милиони. Оваа година значајни чекори рудниците за олово и цинк САСА превземаа во обезбедувањето проширена концесија за експлоатација, што ќе овозможи безбедно работење во наредните 17 години, не само на рудникот, туку и дополнителна екзистенција за самите вработени. Значајни чекори преземени оваа година од страна на влада на Република Македонија со доделување на проширена концесија за експлоатација за рудник САСА, што ќе му овозможи на рудник САСА понатамошна работа во наредните 15 до 17 години, а со тоа ќе обезбедиме и безбедно работење на рудникот, и безбедно работење на нашите вработени, и безбедно функционирање на општина Македонска Каменица за добро на сите жители на општина Македонска Каменица, а рудникот САСА во своите можности ќе помогне на општина Македонска Каменица со сите значајни проекти кои што многу исто така значите за самиот рудник. Вработените се задоволни од сегашното работење на компанијата. За нив не е проблем работата која понекогаш знае да биде и доста напорна. Проблем е работниот век. Тие се уште го паметат времето кога во пензија се заминуваше со наполнети 27 години работен стаж, за разлика од сега кога рударите заминуваат во пензија со наполнети 64 години. Рудник САСА може ќе работи уште подолго време, не знаеме ние баш колку, меѓутоа досега работи со успех. И работата е малку напорна. Инаку стажот за рударите е голем. 64 години стаж за еден рудар е многу. Порано се одеше на 27 години редовен стаж во пензија, што значи на 46 и 7 години старост нашите колеги одеа во пензија, а сега 64 години старост е многу. Инаку од севкупното производство на олово и цинк во државата, САСА учествува со речиси 80% и е еден од најголемите извозници од Македонија. Минатата година овој рудник има извезено 56.000 тони концентрат од олово и цинк во вредност од околу 60 милиони евра, со што рудникот се вбројува во еден од најпрофитабилните рудници во државата. Со прилогот што следи одиме во градот кој го има најубавото речно корито од сите општини на истокот. Станува збор за Македонска Каменица и украсот на градот Каменичка река. Украс на градот Македонска Каменица е убаво уредениот речен кеј на Каменичка река. Дефинитивно Македонска Каменица го има најубавото речно корито од општините од истокот. Во целата должина од урбаниот дел од градот, Каменичка река е целосно канализирана и е соизградено речно корито од влезот до излезот на градот, со соодветни камени и зидени елементи и со уредено зеленило. Од 2002 година градските власти започнале со уредувањето на Каменичка река, а денес фали уште осветлувањето на одредени делови од кејот, но наскоро и тоа ќе биде решено, истакна првиот човек на општината Дарко Митевски. Уредувањето на речното корито на река Каменичка е започнато поодамно од 2002 година и во континуитет до денес се работи на негово уредување. Поставување на примарно и секундарно корито на оние делови каде што имаше можност за тоа е целосно завршено. Практично во целиот дел урбанизиран општина Македонска Каменица таа е целосно канализирана и изградено речно корито, уредени се веќе зелените површини. Оно што ни следи, што би го реализирале е целосно хортикултурно и инфраструктурно уредување со осветлување на целиот кеј на река Каменичка, за што имаме подготвено проектна документација. Доколку обезбедиме финансиски средства во 2016 година може тој да биде реализиран целосно. Сега овој период значи ќе работиме и на чистење на речното корито заради од големиот материјал кој што е нанесен од претходните години.
Имаме еден дел во долниот дел од општината кај Долна река, каде што не е целосно изградено речното корито. Имаме подготвено проектна документација, значи ни следи фаза на тендерирање и изработки на тој дел, така да по цел во движењето на Каменичка река во урбаниот дел на општина Македонска Каменица ќе имаме целосно изградено речно корито. Проблеми со висок крвен притисок, кардиоваскуларни заболувања, вируси се само дел од поплаките на луѓето во овие невообичаени топли денови кои ги имаме во втората половина од септември. Препораките од лекарите остануваат исти како досега. Иако календарски за 3 дена започнува есента, сепак Македонија изминатава недела е во жолта алертна фаза, што не е вообичаено во овој период од годината да се бориме со високи температури. Лекарите велат дека најголем дел од хронично болните лица и метеопатите тешко се справуваат со топлото време, а резултат на тоа е изголемената посета на пациентите во лекарските ординации. Последните 10 дена имаме зголем број на пациенти од различна природа, меѓутоа овие осцилации ни носат повеќе проблеми со кардиоваскуларните заболувања, кои се така зголемени. Имаме зголемен број на пациенти со висок крвен притисок, со проблеми од кардиоваскуларна природа, аритми и други типови на проблеми. Меѓутоа се уште има една опашка од летото заради топлото време, каде што се појавуваат и проблеми со проливи и проблеми со исхраната, со летни вируси, така да сето тоа ги прави полни нашите амбуланти и се додека траат овие нагли и брзи промени, мислам дека ќе има промени со здравието на нашите хронични болни, така да нека земаат редовно терапија, нека си јавуваат на време на лекар. Поради високите температури, зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања, доктор Стоименов препорача максимално да се внимава што се јаде и како се приготвува. Тие ги има стандардно, меѓутоа пак ќе кажам, има ги оние дигестивните вируси и бактерии кои даваат проливи, повраќање и слично, и со нив треба повнимателно, значи добро да се чува храната, добро да се приготвува, да се внимава, брзо се таа расипува за време на топлото, така да домаќинките треба да внимаваат посебно на тоа. Хронично болните лица посебно да бидат внимателни, редовно да се ја земат терапијата за да не дојде до влошување на нивната состојба, доколку е неопходно луѓето да избегнуваат излегување во најтоплиот период од денот. Британските војници кои ги обучуваат курдските сили во Ирак се на мислење дека победата над Исламска држава е неизбежна. Командантот специјалните сили на Велика Британија тврди дека Исламска држава во моментов е кревка и во лоша позиција, откако претрпе катастрофални загуби на земјиште и жива сила. Терористичката група очигледно е слабена во резултат на обуката на курдските сили, обучувани од специјалните сили на Велика Британија и постојаните воздушни напади на меѓународната коалиција. Бројот на загинати во поплавите предизвикани од поројни дождови што ја зафатија американската сојузна држава Јута се зголеми на 20. Судбината на едно 6-годишно момче се уште останува неизвестна. Според податоците на локалните власти во националниот парк Зион се удавиле 7 туристи од Калифорнија и Невада, сите на возраст од околу 50 години. Додека сојузната држава Јута беше зафатена од поројни дождови, туристите биле на прошетка во паркот со површина од 600 километри квадратни и не успеале да се засолнат на безбедно место. Во текот на изминатата ноќ Израел изврши воздушни напади врз тренинг база на исламистичкото движење Хамас во северниот дел на појасот Газа, како одговор на истрелани ракети од палестинска територија во јужен Израел. Една ракета погодила празен автобус, а малку подоцна друга ракета била пресретната над градот Ашкелон од противракетниот систем Железна купола. По нападот, израелски дронови летале над зоната, истрелувајќи осветлувачки ракети. Лидерот на Хамас во Северна Газа изјави вчера дека исламистичкото движење нема да почитува никакво примирие постигнато со Израел. Првиот
Првиот надпревар од седмото коло од македонската прва лига, кој се одигра на стадионот Никола Мантов во Кучани, се сретна екипите на Брегалница и Царев двор, со што надпреварот заврши со победа на гостиното 3:2. Фудбалерите на Младост Царев двор трет едно по друго надпревар ја продолжуваат победничката низа во првата лига, триумфирајќи на гостувањето против Брегалница. Уште во првото полувреме беа постигнати 3 погодоци, а гостите преку Марковски во 11-та минута го отвори резултатот на 1:0. Но во 36-та минута Куцев ги врати гостите во живот и изедначи на 1:1. Сепак сините не успеа да ги освојат толку посакуваните 3 бода, а Царев двор со одлучната игра успеа да го надигра домаќинот. Во моментов Брегалница се наоѓа на 7-то место на табелата со 6 бода, додека Царев двор е трети со 12 бода. Уште една информација за спортот. Утре со почеток во 14 часот во градскиот парк во Кучани ќе се одигра локалното дерби во третата Лига Исток помеѓу фудбалскиот клуб Осогово од Кучани и Слога од Виница. Со оваа вест го завршуваме дневникот на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.